Нема ден, нема ноќ, нема крај на проблемите за Зоран Мијалков од Штип. Самохран родител на две деца со посебни потреби, Петар на 19 и Никола на 12 години. За штипјани, Зоран е синоним за родител херој, кој буквално секоја минута од својот живот го вложува во своите деца веќе 19 години. Од каде сила да се поднесе огромниот товар? Паво да ви кажам, мислам дека од Господ е црпам, затоа што обично насаба реко стане зборуваме за сите родители. Во вас го сите ни е тешко. Обично кога станеш че има денови на родители не се живее од побремот. Меѓутоа јас на пример го почнам денот со благодарност до Господ што сум станал тој ден. Помолам се побавам се сила да ми даде Господ за тај ден за децата и знам дека морам и да ги гледам децата. Значи да се сготве, да се прошетат, да се отиде на работа, да се смогне сири за сите дневни обврски. Како започнува денот за Зоран и неговите деца Петар и Никола? Па секој ден започнува јас го започнувам со гушкање, со бакнување со нив, затоа што јас сум и мојата мајка ми помага, гледаме како да го почнеме денот, им објаснам кога треба да одам на работа, дека тато ќе оде на работа, ќе си дојде, ќе се шетаме. Знаеш, малку го тоа на нив е тешко. Со душа ме чекат да си дојдам од работа. Да, мајка ти во меѓувреме се грижи за нив. Да, мајка ми се грижи, меѓутоа таа е веќе 70 години ќе полни, со болести. Дојде да беше нормална ситуацијата, јас ќе требаше да ја помагам на неа. Во овој случај таа кутевата помага на мене. Како таа успева да се справи со децата за тие 8 часа? Многу тешко. Многу тешко затоа што таа како баба е поемотивна баба спрема децата и децата тоа го осеќаат, со неа се понемирни. Има моменти кога им недостасувам, чекат да си дојдам, знаат да се вознемират. Поголемиот син има напади, напади. Имаше случаи кога мајка ми да не се повреди синот, падна па напукна ребра, па беше во кревет, па бев доведен во ситуација кога не ги оправдам деновите да вадам боредување за да можам да не останам и без работа. Што се случува по работата, односно кога Зоран ќе се врати од работа? Обично нели секој кога ќе се врати од работа ќе земе да одмори. Јас прво што направам е да видам со децата како. И обично ако сакат да бидат шетани, да ги шетам, значи не смееш да бидеш уморен, не смееш да имаш главоболка, не смееш да бидеш разочаран пред нив, гледам цело време, дури квам некој пат грумам само децата да ги усреќам, да не осетат дека тато му е тешко, затоа што осеќат го они тоа и целиот ден го посветувам на нив. Колку му често доаѓа на Зоран, во наводници, да пукне од умор, обврски и недоглед на проблемите? Па се случува, посредно кога се видов на телевизија, сватив колку сум изморен. Значи кога си видов Рикот на телевизија, кога дава физија, видов колку сум изморен, затоа што со километри шетаме, моите деца си хиперактивни, мораме километри во денот да ишетаме за да можат да заспијат, затоа што некој пат знаат да имат нарушено спиење, па кога останеш и во 24 часа и без сон, буквално физички некогаш паѓаш, меѓутоа ние не смееме да паднеме. Значи, ми се е случувало и со грчеви во нозите, јас да ги шетам децата, затоа што мора така. Зоран постојано е активен и го има во јавноста. Од каде неуморноста да се бара помош од државата? Паво да ви кажам, секој пат, и овој пат кога треба да дадам изјава, мене срцето ми се кине. Јас верувам дека никој човек нема што би сакал јавно да кажува за својата болка. И меѓутоа одручивме со родители исто борци дека за да јавноста свати, за да луѓето сватат и добиеме поддршка од јавноста, за да можеме институциите да ги натераме конечно да направат нешто за нашите деца, дека мора јавно да изрегуваме и да ја кажуваме нашата болка. И то многу малку родители ова го прават, повеќето се во апатија и тивко умираат.
Кој досега ја разбрал болката на Зоран и дали и на кого е благодарен? Фала му на Господ, еве вие новинарите да не сте, немаше ни да допре ни ова наша болка до граѓаните. Фала му на Господ, има луѓе, има граѓани до кои е допрело тоа. За жал, до сега до политичарите не е допрело. Значи 30 и кусор години, само декларативно е, ништо конкретно, реално не е направено за овие деца. Се надеваме, се бориме. Најреално што се направи родители е што се отишле од оваа земја во некоја нормална земја каде што се решени овие пашања за нашите деца. Која е сепак надежта на Зоран и чудото кое може да се случи за него и за неговите деца? Надеж цело време имаме, се бориме и тука, цело време се надеваме на совеста на некои идни генерации политичари овде кои што ќе почнат конечно да работат за овој народ, за добробит на овој народ, а не само за себе и за своите партии. И една од надежта веќе ми е и селување од Македонија, право да ви кажам, затоа што, еве, во мојот случај, доколку мојата мајка веќе е стара, јас нема, јас ќе бидам доведен во ситуација да станам социјален случај, за да се грижам за моите деца, ја нема да можам да одам на работа и буквално ќе станам социјален случај, ќе се трпи за реп со моите деца. Затоа што ако нема кој да се грижи, затоа и се бориме за рехабилитацијски центри, за да можеме како во нормалните земји пошетав, таму на секој родител може да работи, да допринесува за државата, да зима плата, во меѓувреме неговите деца се згрижени во центри каде што се работи со нив. Тоа во Македонија го нема и ние сме буквално доведени, има многу родители кои што останаа социјални случаи затоа што работно способни, за да се грижат за своите деца не можат да одат на работа. И повеќето родители се трудат да се иселат од Македонија затоа што тука буквално како концентрационен логор веќе чувствуваме дека е. Неразбрани, понижени, што да ви кажувам, значи буквално силата веќе ни попушта на родителите.